Петко беше тажен тој ден. Како и многу други денови претходно, тој мораше да ги исклучи сите апарати во домот, кои неговите пријателчиња Марко и Весна ги оставаа вклучени и со тоа трошеа многу струја. Тогаш на Петко му текна одлична идеја. За да ги научи другарчињата колку е важно да се штеди струја, ќе им покаже како изгледа да се живее без неа. Следното утро Марко и Весна се разбудија гладни. Тргнаа да си направат појадок и тогаш забележаа дека ништо во домот не им работи. Кога му се пожалија на Петко, тој му објасни дека е потрошиле струјата за тој месец и останатите денови ќе мора да живеат без неа. И така Марко, Весна и Петко ги минуваа деновите во мрак. Облечени во зимски алишта за да не им студи и постојано проверуваа дали струјата се вратила. Кога видоа колку било тешко живењето без струја, ветија дека одсега повеќе ќе внимаваат како ја трошат. Деновите минуваа, а кога заврши месецот, Петко повторно ја вклучи струјата во домот. Гледајќи ја нивната радост, Петко беше убеден дека неговите другарчиња најпосле научија дека треба да штедат струја. Но кога дојде ноќ и Весна и Марко си легна, Петко повторно се растажи. Во куќата се беше исто како порано. Сепак Петко мирно ќе спие. Неговите другарчиња научија како се штеди струја.